Амбициозни планови за пат на невработеноста за околу 3% поени до историски најниски 9% до крајот на годинава. Премиерот очекува оперативниот план за вработување кој помина на влада, инвестицискиот циклус во инфраструктурата, како и странските вложувања да резултираат со околу 10.000 нови работни места. Во третиот и четвртиот квартал бројот на вработени лица е зголемен за близу 10.000 и таа бројка надминува над 700.000 прв пат после долго време, а бројот на невработени лица е под 100.000, односно 98.000 и нешто. Отприлика тоа се параметрите кои што се поврзани со тие два квартала. Сега ќе видиме како ќе биде понатаму во првиот квартал од оваа година, иако очекувам на крајот на годината може би преоптимистички, но да бидеме под 9% стапка на невработеност. 40 милиони евра ќе се потрошат годинава за ангажирање на над 16.000 невработени луѓе преку активните мерки и програми на Агенцијата за вработување. Акцентот е да се задржи младината во Македонија, бидејќи очекувањата се 65% од новите вработувања да бидат млади до 29 години. Тоа е знак дека владата и Министерството за економија и труд се посветени за подобрување на пазарот на труд во земјата, како и решавање на различните потреби на работната сила на бизнисот. Во рамките на оперативниот план за вработување се содржат повеќе мерки кои водат до директно вработување или преку обуки во реални работни услови невработените лица да се стекнат со знаење и вештини барани на пазарот на трудот. Агенцијата за вработување предвидува грант од 10.000 евра, најголема досега финансиска поддршка за самовработување на млади до 29 години. Поддршка од најмалку 14.000 евра за самовработување здружување во друштва со ограничена одговорност, практиканство на 1.350 млади до 29 години, младински додаток од 50 евра за млади до 23 години кои ќе работат во производство и други атрактивни мерки за вработување. Од услугите би ги наброил посредувањето при вработувањето, помошта при барање работа на невработените лица, мотивацијски обуки на невработените лица кои што се многу важни, обуките за подготовка за вработување и за работа, професионална ориентација и активација на невработените роми и други лица кои се во ризик од социјално исклучување. Оперативниот план за вработување, освен директна финансиска поддршка за стартап бизнеси на млади, предвидува и ангажирање на 400 пожарникари кои им се ставаат на располагање на општините, како и 600 невработени лица кои ќе бидат ангажирани за јавни работи и проекти од инфраструктура и заштита на животна средина на локално ниво.